Почитувани, аферата инсулин ја признаа од Министерството за здравство. И сега јавноста ќе ја дознае целата вистина. Кога Министерството не сака да ја приложи целокупната документација за ова скандалозно уништување на инсулин со валиден рок, ние ќе ги предочиме фактите. Дел од инсулинот кој што беше уништен на ден 5.12.2019 година имал валиден рок на употреба до 6. и 7. месец 2020 година. Патем, овој инсулин бил произведен од една од најреномираните компании Novo Nordisk од Данска и оваа компанија стои како гаранција за квалитетот на производот. Ако за Министерството за здравство оваа компанија носи неквалитетни лекови со сомнително потекло, тогаш не знаеме која компанија произведува поквалитетен инсулин. Паѓа во вода обвинението за неквалитетен инсулин. Второ, беше кажано дека бил инсулинот со сомнителен квалитет. Ова е општа квалификација која што не е одредена. Кој утврдил дека инсулинот е сомнителен? И поради кои причини е таков? Има ли некаков документ со кој се прави анализа и со кој што се оспорува неговиот квалитет? Трето, беше кажано дека инсулинот бил набавен од претходната влада. А светската практика покажува дека нема инсулин со валиден рок постар од 2 години. Ако се земе предвид дека рокот на употреба истекува дури на 6-7 месец 2020 година, а ваквите производи имаат 2 години рок на употреба од производителот од истата серија, тогаш испаѓа дека увозот на овој инсулин бил произведен најрано 6 и 7 месец 2018 година. Ова е период кога СДСМ е на власт. Четврто, ако принципот на паралелен увоз не чини, тогаш зошто оваа иста влада дозволи паралелен увоз на бразилски инсулин, што прво го одобрија, па потоа го повлекоа? Министерството за здравство се заплетка во овој скандал уште повеќе. Министерството за здравство и Филипче се фатени во лага. Документите покажуваат сомнеш дека се уништува здрав инсулин за да има нов тендер кој ќе добие кој ја добие некоја компанија блиска до власт. Овој инсулин можеше да заврши кај пациенти, но заврши уништен на отпад. Кој ќе ја сноси одговорноста за ваквата постапка? Бараме итни одговори. Бараме надлежните институции веднаш да го проверат овој скандал и индиции за криминал тежок над 1 000 000 евра. Ова влада во заминување на чело со Заев и институциите под нејзина контрола ќе треба да понесат одговорност за сите криминали кои што ги прават. Таа одговорност нема да биде само политичка изразена со катастрофален пораз на следните избори, туку и кривична за сите матни сделки и милионски скандали во кои лабоко се заглавени. Благодарам.